Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев, а ние ово утро ви најавуваме една одлична емисија затоа што имаме гостин кој Ивица секогаш атрактивен. Прекрасен гостин, да. Еден од ретките луѓе во Македонија кој кога и да излезе, кога и да каже нешто привлекува внимание. Добро утро за Стојан Ангелов. Добро утро. Лидер на партијата Достоинство и директор на Центарот за управување со кризи. Ангелов, вие пред се првенствено за да ве поканиме во оваа емисија, ни инспирираше една ваша објава во која што вие практично и дадовте своевиден ултиматум на владата, а тоа е да прифати еден ваш предлог закон во однос на бранителите, во спротивно велите ќе ја напуштите, размислувате, односно да ја напуштите владината коалиција. Ќе го приспитаме нашиот став, дали ќе останеме во владата, во коалицијата. Владачката коалиција се разбира во владата. Што го предизвика ова ваше колебање? За почеток настанаа нејасноти при медиумското пренесување на проблемот со бранителите. Јас би рекол дека бев малку огорчен и разочаран од неинтересот кој што јавноста го покажа кон одбивањето на измените на законот за бранители, популарно наречен, или законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства. Овој предлог закон беше предложен од страна на опозицијската ВМРО ДПМН минатата недела, мислам дека беше ден среда. Јас реагирав кај мене на Фейсбук, нити мојата реакција не беше пренесена можеби од неколку портали, а во јавноста воопшто не се објави веста дека тој ден во собранието имало гласање за утврдување на потребата од носење на измени и дополнување на постоечкиот закон за бранители. Тоа значи ова е само почеток на постапка, така? Тоа значи утврдување на потреба. Јас, да бидам искрен, бидејќи живеам во тој филм, јасно секојдневно со бранителите, живеам со таа проблематика, барем со дел од нив се разбира, не со сите. Очекував дека денот кога ќе помине или нема да помине предлог законот, цела држава ќе зборува за тоа. За жал, никој. Односно, неколку портали. Јас реагирав кај мене на Фейсбук и иако вообичаено моите вакви статуси, бидејќи ова беше политичка реакција поради неносењето, каде што напишав дека сум крајно разочаран. Да, ако може да го прочитам постот. Но јас би рекол првиот пост од средата, скролајте назад. Не овој пред 2 дена. Не, па да не навлегуваме во тоа. Велите крајно сме разочарани и револтирани од пратениците на СДСМ кои пред неколку дена гласаа против предлог закон за дополнување на закон за бранители. СДСМ има можност да ја исправи оваа голема неправда која ја нанесе на македонските бранители од 2001 година преку носење на владини одлука. Затоа на денешната пресконференција повторно ќе побараме владата да ја реализира иницијативата на Достоинство поднесена во декември 22 година и да донесе одлука за праведно обештетување на 15 на семејства на загинати бранители како и 30 на војни инвалиди од 2001 година. Доколку нашата иницијатива биде отфрлена, Достоинство ќе го преиспита своето учество во владеачката коалиција предводена од СДСМ и ДУИ. Понатаму постирате едно видео каде што велите слушнете само неколку реченици на таткото чиј син е изгорен кај Вејце. Ова семејство до ден денес се уште е необештетено. Иако таткото со скршен и огорчен глас лично мене ми повторуваше: нам не ни требаат никакви пари, вратете ни ги нашите синови. Иако ниту едни пари на светот не вредат колку животот на било чиј син, ние како држава сме должни да ја исправиме оваа неправда и на сите необештетени семејства на загинати бранители во 2001 година, како и на 30-тината необештетени војни инвалиди, да им исплатиме праведен надомес на нематеријална штета. Укажувам дека видеото може силно да ве вознемири. Постирате едно видео од татко на бранител. Силно вознемирувачко, каде што тој покажува фотографија од обдукцијата на неговиот син, каде што на фотографијата се гледа неговиот изгорен син, а таткото прашува
Дали јас на оваа слика можам да го препознам мојот син, кој што беше 1,95 м висок, 100 кг тежок. И огорчено кажува, ова го направија оние кои што себе си се представува како борци за човекови права. И со ова проблематика ние како достоинство живееме 15 години. Една од причините зошто најпрво Сдруженијето Достоинство, потоа и политичката партија Достоинство се формирани е токму овој проблем. Нерешевањето на проблемот со праведен надомест на нематеријална штета. Да, што предвидуваат овие измени? Каква е таа нематеријална штета, колку нели ќе ги чини деночните обврзници во Македонија и така натаму? Проблем е оваа материја интересна само за оние кои што се погодени со неј за дел од бранителите. За општата јавност кога би зборувал во детали, луѓето најверојатно ќе сменат вашата станица. Ќе се обидам со неколку реченици да го објаснам проблемот. Како што вие прочитавте, Живко, тоа е таткото на загинатиот бранител кај Вејце, повторуваше и тоа низ плач, не ни требат никакви пари, родителите не барат пари, не барат оштета. Било кои пари на светот не можат да му ја намалат болката или да му ја надоместат загубата на синот. Сите ние кои што имаме деца, знаеме каква е болката кога дете ќе е болно од нешто, не дај Боже, некој да загуби дете. Но ние како држава имаме обврска да исплатиме праведен надомест на нематеријална штета. Јас верувам дека овие луѓе ќе останат скршени до крајот на животот, но имат друг син, ќерка, нека помогнат на другиот член на семејството, нека живеат малку покомотно, иако не зборуваме за некои големи пари. Кога влеговме во оваа коалиција со СДСМ, значи уште си минува брзо времето 2012. Еден од условите да влеземе во коалицијата беше надминување на овој проблем. Ние сме свесни дека не сме некоја голема политичка партија, дека немаме некое големо влијание, но се покажа дека влијанието не е ни мало, бидејќи мојата пресконференција од пред неколку дена беше пренесена од сите медиуми во Македонија, и најсериозни и не толку сериозни. Значи и порталите кои што обично пренесуваат информации со забавен карактер ја пренесуваат. Но каде е проблемот? Ние внимателно по формирањето на влада предводена од СДСМ почнавме да преговараме. Лично од тогашниот премиер Зоран Заев бев овластен да преговарам, меѓу другото и со ДУИ. Во првата фаза ние имавме 4 војни инвалиди кои што имаа земена оштета и ја враќаа со камата. Па мислам дека преговорите траја 4 години за да ги убедиме ДУИ да дадат поддршка. На крај, бидејќи ДУИ беа одоброволени со 4 ветерани од УЧК кои што нема екстремитети, раце, нозе, не знам колку беа оштетени, и успеа да издействуваат за нив како се викат протези, значи вештачки раци и нозе, ако условно да кажам, помодерни. Тогаш Ден Дончев беше директор на Фондот за здравство. Тоа е право кое што го следува секој еден граѓанин на оваа држава. Да, независно, точно. Независно, но сепак добија помодерни такви помагала, и тоа беше причината ДУИ да го омекна својот став кон овие 4 луѓе, и добивме поддршка од Артан Груби. На владена седница премиерот беше отсутен, ја водеше Артан Груби, помина ова иницијатива. Се разбира со силна поддршка на премиерот Димитар Ковачевски. Мене тоа ми даде надеж дека кога се направи една отстапка, ќе биде направена и втората отстапка да ги обештетиме се уште необештетените 17 семејства. Ние викаме 15-тина, таа бројка од мене, точно 17 семејства, но бидејќи има некои спорни моменти, бидејќи некои од бранителите се загинати година-две подоцна, повторно би рекол на терен, еден од починатите не е загинат во борба, умре како би рекол психички последици на учеството во војната. Тој е човекот кој што учествуваше во моето извлекување од Рачинова, кој што го возеше возилото на тигрите. Ако смеам да го наречам амбулантно, бидејќи освен возач и еден припадник на тигрите кој што ме храбреше да не умрам, немаше ништо друго во него. Носилка, се разбира. Тој човек потоа доживеа до него да биде убиен негов другар, припадник на тигрите, тогаш беа во лавовите како инструктори, на кои што со золје му беше скината главата. Многу траурна слика, неговиот најдобар другар да го виде без глава, со многу крв, и тоа придонесе да се активират некои... Ангелов, сакам овие работи после рекламите да ги фатиме околу овој дел што не е опфатен со законите, кој што навистина ово општество треба
треба да пристапи кон решавање на ова. Ајде да се фокусираме само на законов сега, ако може околу ова. Што пишуваше, што беа тие поентите кои што требаше да се постигнат со овој закон? Да се обештетат овие луѓе. Ние, како достоинство, изработивме предлог закон. Бе во постојана комуникација со Јован, координаторот на СДСМ. Јован беше расположен да го предложи законот тогаш кога ние ќе побараме. Но ја бев свесен дека ќе се случи ова што сега се случи. Ако СДСМ го предложија без поддршка на ДУИ, немаше да помине, односно ќе се направеше само една фарса, бидејќи ако СДСМ дадеше поддршка, тогаш верувам дека последиците ќе беа поинакви. Но додека ние калкулиравме кога да го предложиме законот на достоинство, јас поднесов иницијатива до владата како председател на достоинство уште пред неколку години. Ние ја реобновивме неколку пати нашата иницијатива, бидејќи не добивавме одговор. Последен пат ја поднесовме во очи на Нова година, во декември минатата година. На 24 март, да не ја грешам за еден ден датата, успеав на повик на достоинство пред споменикот на бранителите да се поклони делегација на председателот, на премиерот, дојде лично министерот за внатрешни работи со директорот на БЈБ, како и делегација на ВМРО ДПМН, предводена од пратеникот Ковачки и една од подпредседателите. Ми беше драго, бидејќи делегацијата на ВМРО, предводена од Ковачки, Ковачки е непосреден учесник во 2001 година, припадник на волците, значи не само бранител, малку повеќе, бидејќи сепак специјалните единици го носеа товарот на војната на своите плеки, старешина во волците. Оддавањето почит многу ми значеше, бидејќи досега не верувам, можеби понекогаш некој од нив дошол. Вака групно да дојде државниот врв заедно со опозицијата, имаше и делегација на левица, прв пат се случи. И тогаш пратеникот најави дека тие ќе инициират закон. На еден начин тие нас не преварија пред Ковачки, да, пред ние да ги завршиме преговорите со ДУИ. Се разбира, мене ми е sejedno дали предлогот доаѓа од ВМРО ДПМН, од достоинство, од СДСМ или од било кој друг фактор. Битно е да помине. Затоа дадов поддршка, но предлогот на ВМРО ДПМН содржи неколку слабости. Добро. Јас го побарав пратеникот Ковачки, се видовме на една работна средба, укажав на слабостите кои што ги имат во предлог законот, бидејќи факт е дека оваа материја најмногу ја познавам, ги знам горе-долу и сите луѓе, никој не го спори тоа Македонија. И ги знам проблемите кои што се невидливи за оние кои што ги пишуваат законите во канцеларија. При тоа факторот време, после 22 години, дефиницијата за семејство на загинат бранител е родители, сопруга и деца. Значи прво колено. Родители, сопруга и деца. Да. Сопругите на загинатите со право, најголем дел се премажени и треба да бидат премажени. Да. Имат формирано нови семејства, повеќето од нив имат деца со вторите сопрузи, ако и се втори во наводници. Значи, како и да тие жени имат право да живеат, оние кои што имат деца од загинати од бранител, тие деца веќе се израснати, најмалите имат повеќе од 21 година. Што се вика. Најмалите, имаме деца кои што имат и по 50-60 години, имаме загинати возрастни бранители. Комплексна проблематика. И не можете, ако, например, вие понудите на едно семејство X пари, потоа може да дојде до многу непријатни моменти, за ние ги превениравме во нашиот предлог на достоинство. Ковачки изрази подготвеност. Нека помине првата фаза, да се утврди потреба од постоење на носење на овој закон, тоа беше минатата среда, а потоа ќе разговараме со амандмани, сите недостатоци ќе ги отстраниме. Значи, предлогот на ВМРО ДПМН имаше слабости, но тие беа отворени да го надминат. Јас зборував и со координаторот Јован, тој навистина даваше поддршка, се обидуваше, но верувам дека на крај поради притисокот на ДУИ тие не се осмелија да гласат за. Јас бев револтиран од тоа што гласаа против. Можеа да бидат барем воздржани, да не гласаат, да направат некоја финта, како што направи ВМРО ДПМН во 2008 година. Вака излегува дека нас политичките партии, сега зборам во име на бранителите, дека политичките партии повеќе ги сакат бранителите тогаш кога се во опозиција. 2008 година СДСМ гласаше за обемниот предлог закон на достоинство, кој што го предложивме со 30.000 подписи, ВМРО ДПМН гласаа воздржано. Сега СДСМ гласаше против, ВМРО ДПМН гласаше за. Но јас имам една надеж, бидејќи Ковачки е сепак од редовите на безбедносните сили, припадник на волците, како што веќе реков, полковник, армиски, активен полковник се до неговото влегување во полиција. Значи, без разлика на нашите политички, можеби несогласувања, бидејќи припаѓаме на различни коалиции,
Од воен аспект имаме идентични сваќања и тој сочувствува со семејствата на загинатите како и со војните инвалиди, исто и јас. И верувам дека еден ден кога ВМРО ДПМН ќе формира влада, овој проблем ќе биде надминат, но сепак надеж ми дава, еве и би рекол и вчерашната и зад вчерашната изјава на премиерот, кој што јавно кажа дека ќе разговара со мене и ќе се обидеме да најдеме решение. СДСМ и вие како дел од таа коалиција веќе 6 години се на власт во Македонија. Зарем досега не очекувавте да имате, после 6 години се уште да нема нешто што е основен постулат, како што велите, на вашата коалиција со СДСМ, да не се реализира цели 6 години? Јас бев во наводници окорили ВМРО и очекував од 2006 година, па се до падот на ВМРО ДПМН исто така да донесат едно мало законче, ако веќе не може оној нашиот обемен закон. Барем да го решат проблемот на необештетените и мојата поранешна матична партија, во која што сум припаѓал чисто идеолошки се идентификувавме со ВМРО, Комити, Војводи и така натака. Мојата партија од Комити и Војводи не само што не го реши овој проблем, туку почна да поднесува тужби против родителите на оние кои што ги загубија своите синови во вејце. Овој човек, кој што можевме да го видиме во видеото ке мене, тоа е еден многу траурен документарец од половина час во продукција на Достоинство, е необештетен, но имавме семејство на загинат од вејце, изгорен припадник на посебната полициска единица, која што беше тужено од страна на МВР и Гордана Јанкуловска со законска затезна камата да ги вратат парите кои што ги земале како оштета. Тоа е една од причините поради кои што најпрво ги залади в односите, а потоа влегов во конфликт со ВМРО ДПМН. Добро, тоа е историја. Да, ама ВМРО ДПМН има повеќе време, 11 години. Затоа сега бев трпелив. За мене беше наједноставно. Викаш пола, дај! Така се. Мене, јас во неколку наврати имам зборувано со премиерот. Премиерот беше позитивен. Министерот за внатрешни работи Оливер беше позитивен. Тој многу помогна оваа претходната иницијатива да помине за читавите инвалиди. Министерката Славјанка ја реобнови оваа иницијатива. Има работи кои што не можам јавно да ги кажувам да не направам штета на процесот. Значи, еве конкретно од Оливер и од Славјанка имав директна подршка, би рекол функционална, се разбира со знаење на премиерот. Тоа ми даваше и се уште ми дава надеж дека ние ќе го надминеме ово прашање, бидејќи навистина е грев после 22 години 15 на семејства да бидат обесправени. Само да укажам дека диво насилие 2015 година веднаш по немилиот настан, значи 2 дена траја престрелките, односно акцијата во диво населје, наредниот ден, првиот ден, владата на седница донесе одлука да додели по 70.000 евра оштета на загинатите припадници на полицијата во акцијата во диво населје. Видете сега која неправда е. Полицајците кои што загинале 2001 не добиват ништо, нивните семејства, нека е вечна славата на загинатите, Бог да ги прости, а на оние кои што загинаа и со право, тоа беше потек за поздравување на владата, бидејќи не чекаа за да не се повтори повторно вакво сценарио, веднаш наредниот ден доделија, би рекол, праведен надоместна штета, 70.000 евра за семејствата на загинатите кај диво населје. На ниедно семејство на светот не му посакувам вакви пари, да расчистиме една работа. Ниедно семејство не е среќно поради тие пари. Бидејќи зборуваме за пари, малку изгледа валкано дека луѓето бараат пари. Не, луѓето си ги барат своите синови, но штетната последица настапила. Ангелов, до кога им давате еве рок на... Затоа што велите ќе го преиспитаме нашето учество во коалицијата. До кога им давате рок да се реши овој проблем? Ако ние излеземе веднаш од коалиција, мислам дека нема многу да бидат потресени во СДСМ. За почеток немаме пратеник. Јас практикувам реал политика, без многу залетувања. Еуфоријата ни помина 2011 година кога Груевски не среди сите имени Љупчо и Љубе. Ние тогаш јас очекував да добиеме како достоинство 10 пратеници, Љубе 40, Љупчо беше поразумен, очекуваше помалку, ама сите заедно очекувавме да имаме 100 пратеници, на крај добивме 0 пратеници. 2016 во декември, тогаш кога беше последниот удар врз за режимот во наводници, уриетот на режимот на Груевски, се сеќавам на изјавата на Груевски, нели ние направивме коалиција Љупчо, Љуби и јас, добро што се здружија одеднашка сите да ги средам и така излезе, за жал ние освоивме 25.500 гласови.
Љупчо војводата, братот Љубе и генералот Стојан Шангелов. А искрено бев сигурен дека ќе освоиме преку 50.000. Така што да бидеме разумни, ако јас излезам веднаш од коалицијата, тоа од еден ден два ќе биде еден ден. Одлична проценка, не, во ред. Во право си. Значи во право си. Тоа ќе биде 2 за еден ден, ќе блесне петарда една и тоа. И ние сме ја завршиле нашата работа. Понатака ќе станеме невидливи. Можем да направам на денот на Карполак пресконференција, ќе кажам денес помина 20 години, па нормално, па никој не пренесе дека законот не е изгласан во собрание. Значи треба да се направи еден баланс помеѓу реалната политика и емоциите. Да. Позицијата директор на ЦУК мене ми дава меѓу другото и видливост и на достоинство, ама и на бранителите. Кога ја не би бил директор на ЦУК, колку би бил застапен во медиумите. Мојата застапеност во медиумите како дел од владата, од трети ешалон како директор, ми дава поголема видливост и како неформален лидер на бранителите, бидејќи ако внимателно наблюдувате, ВМРО ДПМН одамна крена раци и многу не се мешат во смисол да се обидуваат да направат паралелна организација. Еве, ова се Што е добро? Што е постапот коректно. Вачки предложи закон без да се напаѓаме. Ангелов, ова не се големи пари. Значи, парите не се проблем, бидејќи се работи за 500.000 евро. Добро. Зошто тогаш има толкав проблем, да речеме, од ДУИ? Зошто ДУИ има толкав проблем да го реши овој проблем на бранителите? Па затоа што ДУИ не начека со двете нози во една чизма, ама за жал вака е од 2008 година. Значи не, јас затоа имам би рекол разбирање за владата делумно, бидејќи со истиот проблем. До тогаш тематиката за бранителите беше... Љупче, вие сте биле мал, Боцевски ќе се сети. Ви текнува на мајскиот договор на Груевски. Како не? Во него беше предвидено одредени бенефиции за ветераните од ДУЧК. И прво негира, претходно имаше и со Тачи еден договор, значи ДУИ за возврат барат одреден надомест од државата и за ветераните од ДУЧК. И ти направи голем чекор со тоа што кажа дека Тоа е исто како Британија да им дава помирување на Ирска република. За помирување. Јас никогаш нема да се согласам, а бога ми нема ни да дозволам оти за ова, можам да извадам многу луѓе. Ние како достоинство да бидеме израмнети со УЧК. Никогаш нема да се согласам и да дозволам бранителите кои што кравареа за државата, кои што ја бранеа државата, да се изравнат со оние кои што ги започна убивањата. Мене никој никогаш нема да ме убеди дека тие се бореа за човекови права. Борбата беше за територија. Го знаеме, комуникето број 4 сме го зборувале со тебе многу пати. Ама знаеме зошто беше борбата. До денес ние можеме да видиме сигнали на борба за територија. На колку места таму каде што имаме албански функционери се користи македонско знаме. А знамето што значи? Бележење на територија. Така што тогаш кога ние би попуштиле како достоинство да ветераните од УЧК добијат одредени права од државата, јас верувам дека проблемот веднаш ќе биде надминат доколку големиот партнер СДСМ прифати такво нешто. Но верувам дека политичките калкулации се дека штетата ќе биде огромна, затоа и Груевски не се осуди. Инаку од финансиски аспекти тоа не е страшно за државата, но од морален аспект оние кои што ја нападнаа државата да добијат право од државата. Да, децата на загинатите од двете страни имат право, ако биле мали, сега се пораснати да добијат помош, но државата треба да помогне на бранителите, а организациите на албанците и политички организации, невладени, па и граѓаните треба да помогнат на борците од нивните редови, бидејќи на крај на крајштата за нивна кауза се борат. Имаат тие здруженија како вие што имате? Имат неколку, ама и тие се раскарани. Таму не е ситуацијата таква како ние што мислиме. Затоа што е познат, претпоставам дека веќе комуникација со нив имате. Не, реално малку е надуена ова работа во јавноста. Јас комуникација остварив со Абедин Зимбери или Зумбери, бидејќи тој беше командант во Липковскиот регион. Во Липковскиот регион нема ниедно воено злосторство. Ние сме се убивале, но не сме правеле воени злосторства. За жал, од наша страна, македонска страна, затворени вентилите за Куманово, што е злосторство против човештво, да се ускрати вода на еден град. А сакат да кажеш на Бојано поле. Ако е злосторство, треба да имаме злосторници, така? Да.
А злосторниците дали 2011 година беа амнестирани. Значи, дека ако немаме злосторници, немаме злосторство. Да, но знаете како е Никола нашата... Груевски, Не застарува тоа. како предводник на владата на ВМРО, да пама не ги амнестираше војните злосторници, за кои што имаше обвиненија. А може би како дел од политичкиот пазар Никола Груевски да амнестирал било кого, но меѓународните правила и закони водат на оваа тематика знаат дека тука не постои ни амнестија ни Се застарување. согласувам со вас. Значи, да. Ние се обидовме да покренеме референдумска иницијатива, покренавме референдумска иницијатива за референдум на кој што ќе биде поставено ово прашање дали сте за или против автентичното толкување на собранието. Бидејќи тие се ослободени со автентично толкување на законот за амнестија, но ова е многу широка тема, да се вратам. Башка, забораваш кога академската заедница беше тогаш нагласен против тоа автентично толкување. Професорката Гордана Силјановска тогаш излезе и беше јасно против, велејќи дека автентично толкување има само во Молдавија и во Македонија, а посебно е спорно за една ваква тематика да се оди со автентично толкување. Таа лично како припадник на академската фела Тоа е за против тоа. поздравување. Така беше. Па видете, мнозинството и луѓе од фелата беа разумни, беа против, бидејќи тоа автентично толкување е. Не постои нигде, уште кај нас во Неуставно. Молдавија има само толку. Значи да амнестирате луѓе кои што се живувале врз невини луѓе, да амнестирате злосторници кои што киднапирале луѓе од нивните дворови, од улиците. При тоа 12 луѓе се мачени и убиени и нема доблест да кажат каде се закопани нивните тела, бар да откопаме по некоја коска да ги закопаме според нашите православни обичаи. Па затоа во Липковско немаше вакви злосторства. Аха, јасно. Имавме неколку случаи на заробување. Беше заробен еден војник кој што е пријател на еден ваш вработен во радиото, прашајте го војникот дали бил малтретиран. Не бил малтретиран. Значи не го малтретирале воопшто. Заробен припадник на армијата од ДУЧК не е малтретиран. Сега може би во моментот на заробување да имало некои удари, тоа сите сме го практикувале, но потоа немало малтретирање поради тоа Абедин Зимбери сум го одвоил како поразличен од Тетовскиот регион, каде што се буквално изживуваа врз луѓето. Знаете, овие четворицата мавровски работници, сите се фатија за ножевите и буквата М на грбот. Тоа е најмалата работа што е направена. Таму е животинско живоње, не сакам да го зборувам во етер сега рано наутро, но како и да е процесот на помирување, нема врска со стварување на права односно со изедначување. Ние мораме да се помириме и понатаму работам на процесот на помирување. Па ние со Абедин Зимбери ко седиме, јас си на него му кажувам, нема викам сега да ми кажувате дека сте се бореле за права, се боревте за територија. Ја не ги менувам моите ставови во овој дел континуирано и во мојот текст по повод полагањето цвеќе на гробовите на цивили, на жени и деца кои што загинаа како колатерална штета во Липковскиот регион. Јас тоа го напишав за 2001, ние никој пат нема да се согласиме. Ние бевме надмокни, можевме војно да поразиме УЧК, но високата политика тоа не ни го дозволи, нити ќе ни го дозволеше и добро и што така се заврши. Значи, сега за сега, јас се радувам, викам, ке дојде Стојанче, ке каже кај нас у радио ние ја напуштаме владата, ке имаме ексклузивна веста на денот, но ништо од таа работа. Тогаш кога иницијативата ќе биде отфрлена, ние ќе ја напуштиме владата. И ќе дојдам прво кај вас во радио и ќе го објавам тоа. А до кога е рокот за отфрлање или не отфрлање? Ние се надеваме дека нема да излезе Стојанче од влада. Политиката е еластична работа. Јас преговарам. Не можам да постапам ултимативно. Јас не можам да си дозволам за слобода да му дадам на примерот рок. Сепак во овој момент во државата има многу посериозни проблеми. Од друга страна, јас сум реален. Зошто минатата среда вие како медиум не објавивте дека законот за бранители не поминал? Значи нема интерес ако ние во јавност, ја и тоа го разбирам. После 20 ти ни фрли коска дека ќе излегуваш од влада за ние да се фатиме на главната тема. Ама не. Тоа е одлична пиар стратегија, морам да ти признам. Да се разбереме, има... Значи, не можеме да кажеме дека Стојанче Ангелов нема политичка тежина. Политичка тежина, знаеш кој нема? Она која се собра ние производители на марихуана пред влада и се заканија дека ако нешто не им се реализира, ќе запалеле пред владата. Тоа беше едно од најлудите закани што сум ги слушнал. Да, ја тогаш говорив со повикнат, знаеш се. Меѓутоа не. Да се вратиме на темата. Вие, например, ова прашање со бранителите, да, во право сте, ова може само институционално да се добие тука решение, тука не постои двоно институционално
решавање на проблемот, така што вашата одлука да бидете дел од институциите и понатаму е разумна и рационална. Ама има еден друг момент кој што вие никако не го забележувате. Денес има седница на влада, може владата да ме разреши, значи таа е отворена можност цело време, бидејќи јас со многу мои ставови се разликувам од ставовите на владата. Тоа ми беше следното. Вие и во делот на Бугарија ве гледав неколку ваши гостувања по националните телевизии во Македонија. И за ова што се случува со Бугарија, ви имате диаметрално спротивен став од целата влада. Па, види, и во владата не се стрекне од уцените од Бугарија. Ви имате погрешна перцепција, мислите дека премиерот се радува на бугарските поборувања, но тие работат реал политика. Од друга страна, но ја гледам на телевизија. Видиш, тука не се согласуваме. Јас за тоа како владата размислува на телевизија. Еден ден ВМРО ДПМН ќе формира влада. Тука не се согласуваме. Дали ќе ги внесат бугарите во уставот? Не. Тоа за 10 години вика премиерот дека ќе формира Со оглед на актуелните анкети не би се согласил на оваа тема. Но премиерот вика за 10 години. Сакам да укажам на еден момент кој што мене интимно ми е важен. Јас работам во МНАВ, Македонска навигација. Денот кога владата ќе ме разрешили, денот кој ќе се повлечам, се враќам на моето работно место во МНАВ и ја продолжувам мојата борба за бранителите. И мојата политичка активност. Не смеам, во МНАВ тајната, платата е тајната. И како е тајна кога е јавна? Државна плата како може да биде јавна? Јас ја кажав мојата плата. Како може МНАВ да биде тајна и тоа е државна функција? И тоа го кажав во моментот кога платата ни ја зголемива, јас излегов. Значи владата може едноставно денес да ја отфрли иницијативата да каже ова за нас е неприфатливо, мене да ме разрешат или јас сам да се повлечам, тоа е ирелевантно, во двата случаи се повлекам од оваа позиција. И што сме направиле со проблемот на бранителите? Еден ден, како што кажа Боцевски, 2 дена не верувам дека ќе држи влага. Последен ден сите ќе престанат да зборуваат на оваа тема. И викендот. И тогаш кога ќе ме нема мене во јавност, прашање е дали друг пат ќе биде оваа тема наметната, бидејќи малку звучи нескромно, но ако не беше достоинство, 2001 година ќе беше затворено уште 2007. Верујте дека интересот за 2001 падна, па ВМРО ДПМН го предложи овој предлог закон кој што не помина во собрание, благодарение на достоинство на нашите јавни настапи, притисоци и благодарение на нашиот повик, јавен повик, јас јавно преку медиуми ги повикав да дојдат кај споменикот на бранители и власт и опозицијата, тие го почитуваа мојот повик, дојдоа, дадоа почит и тогаш Ковачки најави дека ќе поднесе предлог, нешто што е за Морам да ви кажам дека мене лично ми одговара вие да останете дел од оваа влада, затоа што тоа ми дава еден огромен аргумент. Во една моја дебата со еден функционер од СДСМ, тој ми вика: твоите ставови, ова се вакви, такви, проруски, ти си против европската интеграција. И јас му кажу, викам, па ја го зборам истото на телевизија што го збори Стојанчо Ангелов, кој е дел од вашата коалиција. Сега викам, како ти може, ако ја викам сум се тоа, тогаш ти го имаш, викам, истото влада, и ме гледат тој така. Викам, гледај го, викам, само вистина, се што кажува, ја ти го кажав истото денес. Ама ти мене ме напаѓаш дека јас сум предавник, ваков, онаков, против европските интеграции дека работам, а Стојанчо, викам, што ти седи со тебе у коалиција на коалициони средби, не е тоа истото го збориме. Така што, ја те, како да кажам, те охрабрувам за оваа работа, затоа што многу е убаво да се види диференцијација на ставови и внатре во Јас при него програмувам затоа што никогаш не е било логично во неговата коалиција со СДСМ, знаете. При мене не беше логично вие да видите со ВМРО. Да. Не, тоа ми е многу пологично, ќе ти објаснам зошто ми е пологично, затоа што исто како и тебе, јас не доаѓам од некое семејство одводно, од некоја црвена буржуазија. Овако се знае која е партијата на црвената буржуазија на привилегијата. Јас и ти поинаку сме се пробивале во живот, сум и со труд. Токму затоа, знаеш, онака, тоа е една од главните причини зашто не ми е логично, а второто што не ми е логично токму заради овие ставови. Ти си јасен во ставовите, и во делот на Преспанскиот договор, и во делот на ова со Бугарија и така натаму. Затоа некако не гледам спојка. Премиерот дали му слушав изјавата од неделата? Беше јасен, ние во коалицијата имаме партии кои што имат различни ставови за некои работи, ние тоа го почитуваме. Да бидам искрен, така и во реалноста, бидејќи со вакви мои ставови за неколку теми, тие слободно може да речат, ајде малку прошетајте, да побарат од нас или ние да напуштиме, но тоа што тие ми дозволуват
да го кажам оно што го мислам, оно што го чувствувам за неколку теми. Ние генерално се согласуваме за многу работи. Проблемот е амнестијата за затворените за 27 април. Ја прв го наметнав тоа прашање во јавноста пред 5-6 години, уште го беа осомничени, не беа ни обвинети. На 28 април 2017, значи првата година на владата на СДСМ. И тоа додека бев на местото на заседата кај Вејце. Значи тоа постојано го повторувам и сакам секој македонец да го слушне. А дали ќе поддржи Стојан Ангелов осудените за диво насилие да дослужат казната на Косово? Не, и ова прашање го наметнав како прашање на група за процена, која што ја предводам ја, која што е многу сериозно тело составено од директорите на безбедносно-разузнавачката заедница во Македонија, и нашиот заклучок е дека воопшто нема таква можност. Но такво нешто ние не ни смееме да дозволиме како држава. Иако Косово се мешаше во внатрешните работи на државата со тоа што уплатија по 10.000 евра ги погреба ко херои. Поддршка на семејствата. Многу интересно е ова. Ги погреба ко херои. Министерот за правда е Лога, значи или Лега, како се викаше, за Радио Слободна Европа рече дека процесот е при крај и дека кај да е може ли да ми ја пратите ова изјава, бидејќи информациите кои што јас ги имам е дека само е почната процедурата, односно овие бандитите поднеле барање за екстрадиција. Добро. И дека нема. Он имаше изјава за Радио Слободна Европа, каде што вели дека ние работиме на тоа тие да бидат во Косово вратени, вика, во една постапка која е при крај. Треба да донесеме одлука. Ние официјално ќе се обратиме за информација, но вакво нешто сега зборувам како директор на ЦУК, не како бранител. Не смее да се случи, бидејќи тоа драстично ќе влоши безбедноста да се остојба во државата. Јас, како човек, како Стојан Ангелов, како поранешен бранител, борец во војната во 2001 година, сегашен функционер, како председател на мала политичка партија, не сакам да помислам дека оние кои што ги убија моите другари, оние кои што убија 8 полицајци, ќе бидат вратени во Косово, знаеме што значи таму служување на воен рок. Значи такво нешто ние не смееме да дозволиме како држава. И власта, но и граѓаните. 40 минути водиме со кратки пауза за реклами, по која се враќаме со последните две теми од нашиот разговор ова утро со Стојан Ангелов, кој по тоа што гледам предизвикува огромно влијание, има огромна слушаност и гледаност ова утро. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин од ова утро. Во првиот дел од емисијата говоревме за бранителите. Тоа е значајна тема кога е во прашање Стојан Ангелов и достоинство како политичка партија, но тој во моментов е директор на ЦУК, а главен проблем на ЦУК изминатите денови, но и на многу Скопјани е тоа што мостот кај Изгейт е затворен. Не функционира, имаше пожар, се уште таму има ставено барикади, не може да се пристапи кон него. Кога може да очекуваме дека ние повторно ќе може да го користиме овој мост? Ово прашање треба да го упатите до градот Скопје, но и тие ќе ви го кажат оно што јас сега ќе ви го кажам. Од страна на градежниот факултета, верувам и други стручни лица, започната е обемна анализа. Значи, работата е многу сериозна, постои стравување за голема штета на конструкцијата на мостот. Поаѓајќи од начелото safety first, безбедноста на граѓаните на прво место, подобро мерките да бидат построги, мостот да биде забранат и луѓето да се нервират во гужва, отколку додека на мостот има 200 возила тој да падне. За ваша информација, иако верувам дека секојдневно сте го користеле овој мост, знаете дека и од едната и од другата страна на мостот има семафори. И кога е шпицот, имаме коли од едниот до другиот семафор. Имаме по две ленти во двете насоки. 4 ленти. Јас вака од око сигурно има по 50 на возила, може би на секоја лента. Тоа се 200 возила. По 1, 2 тона, 3 тона, зависи од типот на возилото. Пресметете за каков терет се работи. Ако има камион, ако има автобус. Значи, и самиот мост сам за себе има голема тежина, се работи за челична бетонска конструкција. Она што мене ми го кажа стручни лица во утрото после пожарот е дека
температурата била над 1000 степени. Тоа ми го потврди командантот на противпожарната бригада, извонреден професионалец кој што има гасено многу пожари. По бојата на пламенот тие знаат приближни температура, бидејќи го гаселе од непосредна близина. 1000 степени. Бетонот станува нестабилен, односно губи дел од своите својства според професорите кои што беа на лице место, вклучително една професорка која што е доктор на науки за пожари, еве да не е именувам, можете вие да побарате. На 400 степени Целзиусови бетонот губи дел од своите својства, односно станува недоволно цврст и стабилен. Истото се однесува и за арматурата која што е во мостот и сајлите кои што се во мостот. Во мостот има обтегнати сајли кои што потоа се бетонирани. Треба да се провери колку тие се оштетени, прво дали се оштетени, потоа колку се оштетени. Дури потоа ќе се донесе одлука дали мостот ќе биде саниран, односно ќе се почне со негова реконструкција или целосно ќе биде затворен. Ангелов, јас кога беше пожарот вечерта, негде сега не ме држате на збор, но негде беше помеѓу 24 и 30. Се враќав назад од центарна кај аеродром и поминав по овој мост и баш тогаш веќе беа почнале пламените, јас ги видов од левата страна нели на мостот и доаѓа не беше зафатен она класично целиот мост, но имаше смрдеа огромна и имаше чат. Првенствено помислив дека станува збор за некој запален доле континјер, затоа што тоа во Скопје често нели се случува, или па викам доле ако имало некој ѓубриште, некој го запалил и затоа смрди. Но кога видов следниот ден за што станува збор, знаеме ли од прилика, имаме ли некакви познавања, смееме ли да кажеме во овој момент за што станува збор? Бев на лице место. Во главном има две можности. Зборувам за можности, затоа што шпекулации секако се расширени, затоа ги се земам за слобода овие две можности да ги кажам, а при тоа да укажам дека од страна на екипа, увидна екипа на МВР е направен увид. Верувам дека од увидот точно ќе се утврдат причините за појава на пожарот. Едната можност е да дошло до само запалување на електричната инсталација, која што според мене е многу неверојатна, бидејќи на такви места електричните инсталации се многу добро изолирани, средени. Зборуваме за инсталација која што меѓу другото се наоѓа веднаш до големите цевководи за топла вода со пречник ептен вака од околу на 1 метар. Во суштина гореше обвивката на цевководите од топланата. И затоа и беше толку силен пламенот, затоа што таа обвивка е била многу масивна, би рекол, дебела и вајде од некои специјални хемиски. А чекај, за кој топлани е тоа? За ова град Скопје, да, град Скопје. Сите кои што се грееме од другата страна на Вардар на тој потек, од овде минува топлата вода. И силната изолација во суштина гореше, а не инсталација, електрична инсталација. Електричната инсталација била во самата структура на мостот. Имало електрични кабли кои што служиле за напојување на бандерите, односно канделабрите кои што се наоѓаат на самиот мост. Втората, според мене, поверојатна можност е да е запален од скитници, бездомници, се извинувам, или други луѓе кои што овде престојуват и кои што се движат, затоа што на овој потек, верувам дека сите аеродромци знаат, имаме и одредени диво вселени цели ромски семејства, но јас, извине, тоа неофицијално дознав од луѓе кои учествувале таму, сега може би е лошо што излегуваат вака информации, дека доле имало кај тој мост некаква собичка. А може јас да ви понудам една ексклузива? Знаете каде се наоѓа мостот? Каде? Вие знаете ли каде е овој мост? Да. Знаете каде е тоа доле што го спомнавте? Каде? Па под мостот. Да. Отидете, еве, кога ќе заврши оваа емисија, со еден фотограф отидете и земете фотографии, слободно може да се... Имало таму некаква соба, таа била нешто како контролна соба за... Со тоа што не влегувате под мостот, сликайте од неколку метра. Да. Не зборуваме за нешто кое што е видливо. Не треба да се шпекулира. Јас... Да. И дека таму се собирале луѓе во таа собичка, ме кажа. Ова не можам да го потврдам, сум слушнал и јас вакви муабети, но не знам колку е точно работа на МВР да утврди
И аз имам доверба во видната екипа, во стручните служби, верувам дека Значи не ќе знаеме се утврди. кога ќе се реши проблемот со мостот, Не, очекува... мислам дека ова ќе потрае, тоа е моја груба оценка, бидејќи стручни лица од градежништвото, Па после од треба да има противпожарната веројатно заштита, некаква санација треба и да се така произнесат, но вакви информации треба да се барат од градот Скопје, бидејќи тие сметам дека совесно и брзо формира вакво работно тело кое што работи на утврдување на штетата. Град Скопје веќе подолго време не одговара ништо на медиумите, на било кој медиум од државата. Меѓу другото, наша улога како Центар за управување со кризи е кај нас да се вкрстуват сите информации. Јас ви давам информации, но ние не преземаме конкретни действија. Да, Забележувате вие не го дека јас ви решавате давам проблемот. конкретни информации. Да. Ивица, имавме тука и една дебата кога се случи ова во Србија, нели? Таму имаше еден немил настан во кој родителот практично со негово оружје детево го направи тоа што го направи, сега се води постапка против него, против родителот, но една од одговорностите е затоа што го носил детето на стрелиште и го научил да пука. Веднаш во Македонија на социјалните мрежи излегува слики токму од Стојанче Ангелов и неговото Слика воеднина. слика, да, една слика излезе и неговото малолетно дете или полнолетно, не знам за колку години станува збор, како исто вежбаат со пиштол и тоа предизвика така малку реакција, еве видите неодговорен родител и така натаму. Па вие не одговоривте до сега на овие написи, како ќе им Некои одговорите? прашања не заслужуваат одговор. Да, но знаете Се сепак шегувам на вака. дете да му се даде Фотографијата е од пред некои 3 години и бев еднаш го несов моето дете на стрелиште и не му предизвика интерес да бидам искрен оружјето. Сакав да го задојам во таа насока, но моето дете најверојатно ќе биде компјутерџија, бидејќи сега има 13 години, заврши 5-6 курсови по информатика, прави парче на тој компјутерот, не ја разбирам што работи и свири на гитара. Така што можноста да тргне по мој стапки ја отфрлам. За жал, најверојатно погрешив со објавување на таа фотографија, признавам грешка со објавувањето на фотографијата, една фотографија и еднаш. Од друга страна, хајката која што се случува во јавноста, генерално против оружјето, против малолетните деца, хајка против децата, против системот на образованието е претерана, пренагласена, затоа што нашите деца не се убици. Нашите деца се прекрсни деца, секоја генерација си има своји специфики. Да му дадам јас на мојот син да ги игри игрите кои што јас сум ги играл како дете, ќе се фати за глава и нема да верува што сме правиле како деца. Да, еве, Мустафа не е ништо помалку насилно од ова сега што го игра. Кој што? Мустафа, онаш игравме на флипери, оној како кој се тепа со сите, знаеш. Има и други таму, Да, нешто Концентрацијата на социјалните мрежи, верувам дека гледачите гледат и филмови. Джон Вик беше филмот во зборим 4 за продолженија. насилни- Дали може да пресметате, еве ви истражувачко новинарство на овие млади дечки, кажи овде да изгледат еден филм со Джон Вик и нека бројат од почетокот на филмот до крајот колку луѓе ќе убие. Убивањето е прикажано како нешто најнормално, Добро, 50-100 и луѓе. јас и ти која растевме беа Сандокан, американски нинџа, тие работи. Ама и тие убиваа, зарем Страшно не? беше тоа, вако. Па и хероите Страшно што беше. правеа? Убиваа. Бетмен што прави? Ами, Велимир Ама Бате они лошите Живиновиќ, ги убиваат. гледаш така. Е, видите, ова го зборувано само уште еднашка во една. Значи, ние имаме, јас немам еден став Лјупчо исто, како родител. Знаете, оно што го збориме за во Србија, заклучокот таму е дека тоа дете не би можело да го направи. Тоа независно Тоа од дете е ненормално, најнародски кажано. Гарант има психијатриска дијагноза. Во Србија има милион деца, па тие деца не се убици. Да, но- Ако едно дете убиет за Но не знаете, можеме но сите и да ги покрај правиме. тоа што но покрај неговата состојба не би можело да се случи ништо од тоа доколку ова дете не било истренирано, односно не знаело како да користи оружје. Не би И убило имало помал. пристап, имало Тука пристап. се согласувам. Има пристап но- до оружје, знам. Да. Може да ме но прашам. синот на Стојанче не знае професионално Но да ве пука, прашам, така? синот на Стојанче не знае, но Стојанче знае и тоа доста добро. Знаете колку луѓе имаме во државата кои што многу добро се обучени да ракуваат со оружје? Па никој не убиле. Ама не Колку треба да убиства се имаме деца, ние? знаеш. Не, ама добро, јас знаеш ајде дека- да направиме статистички. Чекај, затоа што во си Србија колку деца извршиле убиство, а колку возрастни Не, ама видиш, статистички. затоа што си професионален војник, Многу сигурно го повеќе. знаеш тоа, дека
дека нема е место на оружјето дома, нема е место на оружјето, што се вика. Јас тука ќе се согласам со вас, јас сум исклучително внимателен со оружје и еден од поразличните, ние ако бевме помлади во специјални единици кои имаше прослави, многумина ќе потегнеа со пукање во воздух. Немам извадено оружје никогаш освен на тренинг или кога сум морал. И она што јас го знам, например, од мои пријатели кои што беа во 2001 година едва чека да фрлат оружје дома. Но не е А не лошо дома да ние носат да оружје, почнеме знаеш. да одиме пеш и да престанеме да возиме коли, бидејќи минатата година во Македонија мислам дека се убиени 115 луѓе во сообраќајни несреќи, а просекот до пред ковидот беше 150 убиени луѓе во сообраќајни несреќи и пак ние упорно секој ден возиме коли. А во Србија минатата година се убиени или загинати во сообраќајни несреќи 535 лица и повторно гледам во Србија се возат коли, не ги исклучат од употреба. Сакам да кажам дека треба да се посвети внимание на едукацијата на децата, на воспитувањето, семејството е основната клетка, децата не треба да бидат насилни, родителите треба да поминуваат време со децата, но тоа не од сега, сега се направи една голема кампања, јас посветувам внимание на моите деца, оно колку што можам, откако се родени, ние треба како родители да бидеме совести. Моите деца не ги воспитувам да бидат насилни. Но патем да ве прашам нешто од кое што ќе бидете изненадени. Во многу филмови некои полицајци гонат некој наш јунак за кој што ние вообичаено навиваме. Во многу филмови. Ќе се согласите со мене? Согласувам со тебе апсолутно. При тоа додека го гонат нашиот јунак кој што се обидува да побегне на полицијата, може да е некој цијаш, може да е некој друг добар дечко за кој што ние навиваме, овие полициските возила понекогпат знаат да се превратат, да се истумбат. Некој ќе се забие во некој бетонски блок, друго ќе излета во морето, во океанот, во некоја река. Се случува тоа во филмовите. И ние викаме, добро е нашиот јунак побегна. А што со полицајците кои што се во возилото, кои што најверојатно загинале? Колку полициски возила... И обично кога глупи се приказани полицајци. Еве сега ви кажувам на еден друг проблем. Која перцепција ја создава не само кај младите, кај сите луѓе, дека е нормално таму некој полицаец да се забие во зид, додека го брка нашиот јунак, за нашиот јунак да побегне и да го спаси светот или да спаси неговата љубов. Ама ова не го забележуваме, вешто е спакувано. Значи добро, во секој случај мислам дека како што во целиот нормален свет после една ваква ситуација доаѓа на дебата и во современото општество заострен тој режимот околу оружјето. И треба да биде заострен. Да, особено во Америка, сега веќе не дава лична карта. Не, во Америка не. Дава со здравствена книжка. Не, во Америка не. Меѓутоа зборам за другите делови. Например во Шкотска кога се случи ваква работа, од кога го заострија дури падна и бројот на самоубиства. Затоа што знаеш, не знам, сега ти кажам, ти ги знаеш подобро од мене. Пристап до пиштол, до пушка и бројот на самоубиства го на оружје дома. Да. Нема потреба луѓето да имат дома оружје. Да. Луѓе кои што професионално работат со оружје во полиција, во армија, да. Тие мора да го имат. Нека биде таму. Тоа бројот треба да биде минимален. Мене ми се јавувале луѓе со разни ургенции помогни да добијам дозвола. Прво ги прашувам што ги тие пиштол, па има мерак. Отиди на стрелиште, не е ни многу скапо, плати испука и ќе ти помине меракот. Ако утре имаш пак мерак, пак отиди. Зошто да имаш дома пиштол? Не, во однос на меракот, еве сега ќе ви кажам. Во однос на меракот, тука има многу голем удел тоа што веќе нема воен рок. Сега ќе ви кажам, на пример, генерација... Воен рок има, како нема? Има, може да се пријавите да служите. Не, може да се пријавите, но што е ситуацијава, сега ќе ви објаснам. Пример, ќе вземам татко ми како пример. Татко ми има служено воена во Титова гарда, на Топчидар во Белград. Он има испукано, додека бил војска, не завршил средно, отишол во војска. Така, има испукано повеќе за цел живот си има изнапукано, нели, на таму тренинзи, на така натаму, на вежби, на се и сешто. Он доаѓа, него сега да му речеш, еве ти пиштол, еве ти пушка, еве ти било што, него ни на крај памет не му паѓа да ја земе таа, како да кажам, пиштол или пушка или да побара дозвола, не му треба, затоа што он го има тоа изживеано. Не разбирате што сакам да кажам. Вие не гаите некаква, како да кажам, романтицизам кон оружјето, затоа што го имате изживеано и извинете стојанче, ама баш
емоциите кои ви ги буди, кои ќе видите пиштол до вас, не се баш некои пријатни емоции. Ајде, вака. Не е нешто баш убаво. Вие го гледате тоа како нужно зло. А човек кој нема потреба да го користи, а го Лјупче, користел предходно, неќе да го види. Нешто кое што ние, кои што работиме со оружје, постојано го повторуваме. Оружјето не убива. Човекот Убива човекот кој што го користи. А од оружје може релативно лесно да се дојде. При тоа, јас ќе ви кажам дека во специјалните единици обуката е баги насилна. Например, во 2001 и 2002 година, кога правевме според мене најдобрата група на специјалци биди тигар во тигрите, користевме многу, би рекол, навидум насилни методи. Еден од тие методи е секој специјалец мораше да заколе кокошка. И имаше некој кој што не може, а однесовме еден камион кокошки, ова беше пред 22 години, се надевам дека борците за права на животни нема да ме черечат. Тогаш бевме млади и не заузгаме. И сте следеле наредба. Поентата ми е дека некои специјалци не можеа да заколат кокошка, не се одзема живот на животно туку така. И јас бев ловец, не многу да кажам напален, ама одев по времено на лов до војната. Јас после војната ниту еднаш не сум бил на лов и нити сакам да отидам додека сум жив. Не сакам да убивам животни. Зборуваме за животни, јас сум пукал во луѓе. Значи, поентата ми е дека луѓето кои што се обучуваат да работат со оружје само по себе не представуваат опасност за општеството, Да. па ние сме, само јас имам извадено 200-300 мои ученици, кои што се изворедни стрелци. Па зошто мислите ако некој дете од мало биде тренирано да ракува со оружје, дека она е потенцијално опасно? Тоа сакам да ви го кажам, не дете, зборувам за некој за некое време каде што ти си веќе тинејџер, имаш 18-19 години. Кога луѓето служеле војска, потоа паѓал кај нив интересот за оружје. Сега имаме Јас знам ситуација некој кој што е разгорен тој интерес, но ова што се случи во Србија е ужасно. Јас сум вџашен, имам дете на таа возраст. Јас сум вџашен. Но ние сега не треба да живееме во страв и да се тресеме кога нашите деца ќе ги плаќаме во школа. Можноста да се случи вакво нешто е многу мала. Ако ние гледаме статистички бројот на убиства во Србија конкретно за една година и ако гледаме за 5 години, за 10 години, ова е еден изолиран случај. Проблемот е што овој случај предизвика лавина кај дел од младите луѓе, кај некои кои што според мене тоа се психички болни луѓе, бидејќи само болен човек може да убие друг човек во однос без на ова никаква со причина. автомобилите, еден наш слушател ви реплицира, вели Стојанче, ама на 13 годишник не му даваат кола, вика, затоа треба да полага. Јас сега него ќе го прашам колку 13 годишници со пиштол убиле луѓе, а колку од убиците се полнолетни, еве нека размисли. Статистички, од 100% колку убици се на 13, колку убици се малолетни, колку се пололетни. Да не излезе 0,01 дека се малолетни. Значи, ово е страшен чин. Ние како држава треба да посветиме внимание. Еве утре имаме седница на групата за процена во Центарот за управување со кризи, на која што разговараме сериозно на оваа тема. Бидејќи може во овие денови да прочитам разни анализи и мислења од без малку сите луѓе кои што користат социјални мрежи, оправдано поради траурот, поради револтот, реагираа луѓето, но ние на едно повисоко ниво, стручно, професионално ниво го разгледуваме овој проблем и да видиме превентивните мерки кои што се преземат дали се доволни. Групата за процена е составена од директорите на БЈБ, АНБ, АР, Агенција за разузнавање, Војната служба за безбедност, заменикот началник на генерал штаб, директорите и замениците на ЦУК ДЗС, советник за безбедност на председателот. Не, добро, да го знаеме. Зборуваме за многу сериозно. Ивица, убава што институции Не сакам да ви кажам дека ние како држава сериозно пристапуваме кон овој Има проблем. ли шанса да се направи ревизија на дозволите за оружје? Ова повеќе има политичка димензија, овде не можам да одговорам. Ова прашање не е за мене. Зашто политичка димензија? А да ве прашам, имате ли една груба представа колку оружје од 2001 година останато, особено кај дел од нашите сограѓани албанци? Нека сите, нека не се лутат. Особено во планинските села. Ема се, тоа спречува да правиме ревизија на договори? Не спречува, значи ова е владина одлука, значи ова е крупно политичко прашање, бидејќи веднаш од другата страна ќе се појави Еве Стојанче има статистика, ова не е македонска, ова е на една од организациите на Обединетите нации. Ние сме верували или не, ја мислев дека ние немаме многу оружје како држава. Мислам зборувам кај луѓево. Ние сме
на 15-то место во свет. Во Македонија вкупното поседување на парчиња оружје во државата помеѓу луѓето има 621.000 парчиња, значи, од кои што регистрирани се само 169.687. Значи, од 620, ова е на Обединените нации проценка, 621.000 парчиња огнено оружје има помеѓу цивилите, од кои регистрирани се само 169.687. Значи 460.000 груба математика се на црно. Се на црно, да. Како ги изброиле вака на црно, ова е малку дискутабилен податок, но Тие се нерегистрирани 451.000. Оди во прилог на она што го кажав пред малку, особено после војната 2001 година. Ова е 2017 година, методологијата на работа е прво работа со државните институции, потоа статистички правење на одредени... Но мене ако ме прашувате за мој личен став, да, треба да се направи ревизија на сите дозволи. Мој личен став, некако дел од владата. Еве, како група за проценка, што планирате да направите со оружје што е останато? Ние викаме стручни лица. Што може да се предложи? Еден дел од работите не можеме да ги кажеме. Само сакам да укажам дека во државата има служби кои што работат. Дел од таа работа е невидлива за јавноста и така треба да треба да биде, тоа е согласно. Значи ние повикуваме стручни лица, конкретно за случајот во Белград, за кој што ќе расправаме утре. Повикавме луѓе од Министерството за образование и други стручни лица. Значи зборуваме на едно повисоко стручно ниво. Таму личните ставови се ирелевантни. Ја може да имам личен став било каков. Разговараме и носиме со одлука, со консензус, што државата може превентивно да преземе, за да не ни се случи вакво нешто и на нас. Добро. Ке не информирате. И се сакавте да разговарате околу оние поствоени синдроми, па еве да ја завршиме емисијата со тој... Токму тоа сакам да го покренам, затоа што че немаме време, нормално да околу ова. Не, имаме. Имаме, добро. Да. Значи ова тој посттравматскиот како да речеме, посттравматско стресно расстройство, да. Покрет за 2001 што ја зборуваме, сепак мораме секој човек што облекува униформа и кај семејството кој го испраќа, не знаеш дали го испраќаш последен пат. Јас сум растен со почов полицаец така натаму. Така што сметам дека ние како држава не внимаваме доволно на оваа тема. Сметам дека потребна е една поддршка било на менталното здравје од психолози, од психијатри во делот на војската, на полицијата, па дури ќе ти кажам, може ќе делува чудник во дипломатијата, иако делува како привилегирана професија, сепак луѓе се откорнуваат цели семејства од своето место на живење, одат во странство. Па од таму по некој не се откорнуваат. Нуди ли системот психолошка поддршка во Македонија? Еве како група за проценка, мислам дека оваа идеја треба сериозно да земеме. Исто така полицајците и војниците кои заминуваат во пензија, и тука има една сериозна потреба од грижа за нивното ментално здравје. Тоа се луѓе кои што биле во служба на оваа држава, обучени да носат оружје, тие работи и така натаму. Ја имам еден пријател, да не го именувам, кој порано работеше во крвни деликти. Човекот вика, јас не знам како да ви кажам, не можам да спијам, ти секој ден гледаш убиени. Абе, така велиме. Добро, ма така велиме. Добро, така велиме. Меѓутоа, Ангелов, прашањето е, мислам дека како и другите современи држави, треба да посветиме на сериозно внимание. Благодарам на окажувањето и благодарам што го кажавте мојот став за кој што 15 години зборувам и за кој што како достоинство иницииравме и со факултетот за безбедност пред 10 години направивме една сериозна анкета во која што се погрижив како примерок, односно анкетирани, да бидат припадници на безбедностни сили кои што учествувале во прва борбена линија, кои што имале многу несакани моменти. Бидејќи не сите брнители во 2001 година поминале подеднакво во наводници лошо. И јас ги почитувам сите од куварот кој што ни давал во Тетово да јадеме, бидејќи ако и тој не бил таму, ние не могло да може да се бореме, до оној што чувал стража, но ние што и работевме на паѓачките акции, одбранбените
операции сме имале многу непријатни ситуации, многу пукања, луѓе околу нас ранети, повредени, загинати, работи за кои што не сакаме да се сеќаваме. Резултатите на таа анкета беа погубни. Јас ќе ви ја пратам, ја имам во електронска форма. Значи беа страшни. Ние се обидувавме како достоинство да иницираме да се формира едно тело. Формиравме и како достоинство кај нас во партијата, прво во Сдруженијето, едно тело, но за жал не може да профункционира. Кај нас психијатар, психолог, по психолошка поддршка се уште е табу тема. Групи за поддршка, знаеш. Се уште е табу тема. Човек ако иде на психијатар, сите еден дел од јавноста го смета за ненормален, што не е во ред. Човек како што вие рековте може од било каков стрес стручни лице да му помогне. Разговор со соодветно стручно лице, психолог, психијатар може да биде многу корисен. Во 2002 година во Тигрите, тогаш бев заменик командант, тим на психолози од воена болница дојдоа, и тоа добри психолози, 3 господи психолози кои што беа навистина на ниво на задачата, дојдоа неколку пати, веќе не се појавија. Едноставно не можеа да воспостават комуникација, конекција со Тигрите кои што реално беа бевме многу сурови, тренирани, оттрпнати. Уште беше тази војната и од друга страна некој да сакал да позборува, другите ќе му се смеат, ќе го зафркават. Да, тоа се правило колективно, може би требало индивидуален пристап. Имавме и други некои обиди. Јас додека бев национален координатор во владата, размислов нова тема и не направив ништо. Значи, се согласувам со вас. Дел од прво на учесници во 2001 година имавме појава на самоубиство. Луѓе умират и релативно млади, бидејќи стресот предизвикува и соматски заболувања, телесни заболувања, алкохолизам, наркоманија помалку, али еден добар дел од бранителите пивнуват, некои малку повеќе. Еден дел од нив се агресивни, еден дел се малку поагресивни. Значи семено наследство тука. И семено и улично. И вие на улица никој на чело не му пишува што е. Така. Ќе видите некој вака како Јувче Мирољубив нас меана може знае некој Крав Мага. Опасни вештини, па реално може да се... И имавме, особено после војната, многу непријатни ситуации, многу тепачки со многу тешки последици. Согласувате дека можеме да го прошириме и на луѓето што се во служба, не само на ветераните. Значи, зборувам за оние од 2001 како најизложени, не само 2001. Оние што учествува во диво населја кои што не биле во 2001 година. Тоа е многу... Сите полициски службеници што учествуваат, но и сите полицајци кои што во своето работење ќе отиде на увид на самоубиство. Ја така ја почнав кариерата, кога почнав да работам како приправник, првото издигување од станица беше на увид на самоубиен полицаец кој што изврши самоубиство. И тоа во однос на полициските службеници. Ќе ви искористам и тука и полека ќе завршуваме. Ангелов, полициските службеници во Македонија имаат, како сегде во светот, нели, една работа која е навистина живото загрозувачка. Тоа се луѓе кои секој ден го ризикуваат вашиот живот. Знаете, што вика еден полицаец, ја влегувам негде, вика за гласно пуштена музика, од кај да знам дека од внатре нема некој надрогиран да ми излезе и да ми испука. Секој ден полицајците во Македонија, како и сегде во светот, го ризикуваат својот живот. Имаат бенефициран стаж поради тоа и тоа е добро. Но, она што мене да речеме ме секира е кога знам дека мојата безбедност ја зимаат, ја чуваат луѓе кои имаат навистина ниски плати. Оние кои се почетници полициски службеници зимаат 25, 26, 24 денари, што во денешни услови кога еден шанкер зима 45 денари плата, а 500 евра зима келнер, конобар, без да ги подценам нели овие професии, но не го ризикуваат нивниот живот за да ни донесат кафе, односно многу помалку го ризикуваат нивниот живот, е навистина проблематично. Плюс, често ги гледам дека немаат соодветни униформи, па сами си купуваат ова, сами си купуваат она, кај земаат мали плати, па и за да ни служат нас од дома носат работи. Полицијата треба да биде добро платени, добро опремена. За жал, можностите на државата се малку поскромни, но ова е прашање за кое што треба да се зборува. Мислам дека
во МВР е направен одреден напредок. Платата во последните неколку месеци беше зголемена 2 пати по 5% на сите полициски службеници, нешто што е за поздравување. Проблемот со униформите се провлекува долго време и тука немам одговор. Не, ова не е партиско политичко, ова е проблем кој трае, знаете. Ова трае 30 години. Ова трае на запад цело време се, например, вика полицаец не може да живее во Њујорк во моментот со плата. FBI што се врвни инспектори не може во Сан Франциско да живеат. Живеат надвор, и не е некаде толку патуваат атрактивна, можам да ви кажам дека точно. На полициските курсови нема толку голема гужва како порано. Веќе не е толку атрактивна. Сега малку поатрактивен е курсот за професионални војници, но и тој не е толку многу атрактивен. У смислу да се јават илјадници луѓе па да имате можност за некоја селекцијата. Појака селекција, но тие се можностите на нашата држава. Значи се согласувам со вас и драго ми е што воопшто може да разговарам на оваа тема. Ова е прашање кое што нема каде и со кого да го зборувам. Јас во моите политички гостување зборуваме за политика и ние понекој пат зборувам дека сме досадни, едни исти теми ги вртиме, овие реалните теми ги запоставуваме. За жал во државата има многу луѓе кои што страдат од посттравматско стресно расстройство. Патем ова расстройство може да се појави после тешка сообраќајка. Или може да не сте учесник во сообраќајката, застанувате, гледате две судрени возила и внатре парчосен шофер. Да. Тоа може обичен човек, зборувам обичен кој што не е навикнат да гледа нешто што делува навидом без врска кон лифт да те загледа 6 сата, може после тоа. Јас сега ќе ви кажам, ја мислам дека сум многу нежен карактер во овој поглед. Кога беше ова диво населје, буквално влегов во диво населје, па ми се активираше, ја ваков никогаш нит сум бил силен, нит сум бил нешто особено тоа, да, особено кај нас. Ја кога влегов во диво населје се пукаше, над глава ни поминуваа куршуми, ние бевме тука заедно со полициските службеници, потоа следниот ден случајно ги видов труповите на загинатите и наши и нели дел од овие терористи кои упаднаа. И знаеш што, ја мислев дека ќе имам стрес после тоа. Но не можам да во тој момент некаков адреналин те обзема кога ги гледаш тие сцени и брзински рационализираш, сваќаш што се случува и никогаш не сум имал стрес поради тоа. Но имав колеги кои беа со мене кои повраќаа кога ги гледаат тие тела. И има еден важен момент, да. Ти не ги знаеш, тие во наводници тела се наши другари. Друго е кога ќе погледнеш твојот другар со кој што се шегуваш, се смееш, заедно јадете, заедно излегувате, убиен до тебе. Да. Особено ако имат оштетување на телото. Се е подруго кога сте дел од единицата и кога тоа му се случува на некој ваш другар или пријател или соборец кој што можеби не го знаете, но ја носи вашата униформа и сочувствувате со него. Тогаш состојбата е многу. Но и новинарите и ние сме исто на ризик. Јако некој знам навечер да ги сонувам и оние сцени каде што на граница сум гледал како има огромни тепачки помеѓу полиција и како се вика имигранти. И оние кои сум ги гледал тие тажни напатени луѓе кои сакаат да поминат за подобар живот во Европа. Знам да ги сонувам и нели оние сцени кога полиција со демонстранти се пресметувала, го гледавме тоа ускока и беше навистина трагично. Но наискрено се знам и куршумите кои ми поминувале над глава да ги такви над мојата поминале малку повеќе. Ти више не ги сонува. Ја го следев ова, например, се почна вие мене делот правец на литература што ми се допаѓа се овие војна во литература што внатре има една антивојна црта и сега има еден ветеран од Ирак. На почетокот на книгата видов посвета што ме потресе, знаеш. Вика на моите другари ги реди по име, кој што никогаш нема да остарат. И се таман да продолжам. Кога ми текне што сака да каже, знаеш, те потресува. Значи ти можеш за твои другари така да зборуваш. Кој што се ги видела 2001, но и уште една работа да кажеме пред да затвориме. Во Америка има еден живе бил, еве, како идеја ти давам само. Дека студирав таму, падна чудно, добро, ја бев на стипендија, меѓутоа многу офицери во резерва и многу војници. Зборувајќи со нив, знаеш што дознав? Значи, тоа се луѓе кои што не доаѓаат од имотни семејства, главно од работничка класа. Со американскиот закон, секој кој што служил војска во оној период 4 години или што е пропишен, државата му плаќа школарина во универзитет кај што влегол со приемен испит.
што е големо растретување за нив, иако не 4 години главата е носила торба. Истото се и за овие што влегуваат како што беше Југославија школа за резервни офицери, кај нив не е така, преку лето одат на нешто, а преку други дел од годината така што чисто како идеја, знаеш, и други работи, знаеш. Истото е кај што студирам во Велика Британија, има стипендија за луѓе кои служеле војска, кои служеле морнарица, и тоа дури ги насочуваат и кон смерови каде што сакаат да одат. Велика дури и кај ветеран прв пат кога ќе купи куќа, само значи каматата, не главницава, каматава му ја плаќа државата од првиот дом што ќе купи, не знам 5 години или 10 години така натаму. Значи има идеи, претпоставам, кои што имам и јас добри идеи, сум ја проучувал оваа проблематика, но треба еден посериозен приод и ова е посебна тема, ќе ме викнете друг пат да зборам како да ги стимулираме младите да одат войска. Да одат войска. Јас сега не смеам да зборам на оваа тема, пак ќе ме затепат јавно, но пред 10 години формирав еден клуб за специјална обука кој што го нареков Регрут. И правев обука на полнолетни луѓе, обука со пиштол, но и се оно што сме учеле во специјална единица. Извадив неколку многу јаки стрелци, ама ниеден од нив не е убиец, сите се значи, спортски стрелци, сите се добри дечки. Па спортски стрелци, а која е разликата да пукате во мета и во човешка тала? Прецизно, спортски стрелци. Мета е помала. Во око. И за сосем за крај не, сериозен му е бе тоа, точно не е само за една мисија. Повикам сите ваши слушатели кои што сакаат, кои што ги интересира оваа тема, во продукција на Достоинство се снимени 2 епизоди на еден нов циклус на серија воени раскази, во кој што сведочат луѓе кои што учествувале во војната во 2001 година, некои од нив учествувале во херојски битки, некои во заседи. Во овој момент имаме само 2 епизоди, но ќе продолжиме во континуитет. Проблемот е што ние како држава немаме институционална меморија. Ние не знаеме колку луѓе учествувале во 2001 година. Никаде нема точна бројка. Бројката која што се врти во јавноста, таа е препишана од мене. Јас кажав околу 30.000, јас правев една груба математика према единиците кои што беа. За жал како држава немаме регистер на учесници. Например, со едно внесување во компјутер, колку луѓе учествувале, колку биле од професионални војници, колку биле старешини, колку биле јас жива среќа што порано го имав архивот на електронското издание на весникот Дневник, кој веќе не постои. Па дома ја имам и она синато негде во компјутер, она бела книга која токму ја објави Дневник, а која сведочи за злосторствата на Дучека врз. Ема ова е едно дрво за ова наша што е општествена наука, значи сега не може докторати да бидат препис од некоја книга на некој професор таму од Франција. Ова е докторат. И сега значи треба седни, проучи, направи, напиши. Јас се спремав да напишам малку посериозен труд, посериозна книга, едноставно немам време, а бара напор. Додека бев во Ирак, имав можност, имав малку повеќе време надвор од работните обврски, напишав 4 тешки колумни. Се надевам дека вашите слушатели ги имат прочитано, ако не, нека пишат Стојан Шангелов, Вистината Арачинова, од некои клучни зборови, мислам, ќе ги најдат на МКД објавени. Но овие документарци со оваа серија се обидувам да го снимиме како преку еден видеозапис, оно што сме го поминале 2001 година, со надежда дека некој тоа ќе го анализира, запише, некој ќе го обработи во некој магистерски или докторски труд, бидејќи за жал 2001 година е табула раса. Имам еден полицаец, Тони Ангеловски, да го пофалам, напише една книга за неговите доживувања како полицаец на посебната полициска единица. Како се вика книгата? Кај е Тони Ангеловски авторот? Тони Ангеловски, мислам дека Војун се викаше, но ќе ви дадам примерок. Книга се купува, ќе ни ја посвети тоа, ќе ви дадам комерцијално е. Но како и да е, бидејќи тешко ќе најдете во продажба, еве помогнете да се отпечатат 100 примероци. Нека отпечати 100 и нека се продадат, парите земете ги за вашето студио. Битно не да се шири. Па не видите, во тоа нема за работа, се шегувам, знаете дека луѓето не сакаат да читат авторот. Значи ги повикувам вашите слушатели на мојот YouTube канал со клучни зборови Стојан Шангелов, Достоинство, серија воени раскази,
Првата епизода беше за седата во Вахсинце, во која што се убиени двајца професионални војници, нека е вечна славата. Еден е заробен од страна на УЧК, а втората епизода е за Љуботински Бачила, кога армиско камионче нагазна на противоклопни 2 мини, според информациите кои што ги кажува мојот соговорник, 7 килограми експлозив. Возилото летало во воздух, 8 резервисти загинаа. Нека е вечна славата, нека слушна слушателите што се случувало. Воведните делови се малку подосадни, бидејќи се трудам да ја доправам и човечката димензија како влегле, но централниот дел е многу тежок за слушање. Ти благодарам многу, Стојанче, тука завршуваме одлично интервју. Презадоволни сме. Вие, почитувани слушатели, останете со 107,4 и немојте да заборавите една работа. Доколку во 2001 година најголем антидржавен елемент беше УЧК, кој со оружје тргнаа против нашата земја и нашиот народ, денес најголеми непријатели се они кои преку корупција крадат од нашата држава и нашиот народ. Проверете, може би станува збор за истите.